За Лидл во Штип започнаа со подготвителни градежни активности кои се воведуваат во изградба на еден од двата негови предвидени објекти. Градежните активности се одвиваат на локацијата позади мене и тука машините се активни на 8700 квадратни метри. Сосема е известно дека Лидл во Штип ќе дојде бргу, но што може од него да се очекува? Само значи поголем избор. Имам искуство, бев во комшијска држава, во Врање. Добро. Па знам таму како се цените во однос на сите овие овде наши работи. У соседни држави имам Лидл и го користат многу граѓани. И јас кога да му го користам. Тоа значи поголем избор? Да, и по-ниски цени имат. Поголем избор, по-мали цени тоа. Поголем избор, по-мали цени, имат они од другите држави намаление на 50% кој намалат. А тука овие другите стават ги истите етикети згоре жолти и истата цена се на продуктите. А тамо нема, јас сум била од друга држава, ако е ледарка на 50% 500 динара. Тоа кој ќе видиме на лице место. Дали се поевтини или поскъп. Овака да збориме на празно не бива. Значи прво да се види. Да се види. Лидл во Штип конкурентски треба да се соочи со Китго, Терамаркети, Киперкам, Стокомак и други трговски брендови кои тука се суверени. Дали сегашните цени за граѓаните се соодветни на нивниот стандард? Односно, каде пазаруваат тие? У Кам. Тоа е меѓу најевтините граѓани. И Стокомак. Тамо пазарувате често? Да. Пазарам маркети кои ми е поблиску, да не морам да трчам за литра вода или за 1 кило леб до центарот, него да ми овде купувам овде, сад е Кам најприсутни. У Кам. Само таму? Там пазаруваме и Китго, тука не са близко. Ние сме пензионери, не може да шетаме цел ден. Близко ми е, тука не одам у друг маркет. Дека ми ние, што цените? Цените тијат од секаде. Бизнисот со трговија на мало на прехранбени и друг вид на производи за домакинствата е со обем од безмалку 1 милиарда евра годишно, а во него за најуспешна е Кам маркети со бруто годишен приход поголем од 250 милиони евра. Потоа следуваат Веро, Тинекс, Стокомак, Кипер, Китго и други малопродажни синџири.